Тоа е уште една од низата небулози и замајување на јавноста од страна на опозицијата. Вие се сеќавате дека истата таа опозиција зборуваше за тоа дека во државата ќе имало не знам колку милиони мигранти, потоа дека државата ќе се кантонизирала, избори добија на прашањето на кантонизација во 2006 година, ако се сеќавате, вие сте помлада, има тука повозрасни како мене кои што се сеќаваат. Во тоа време тогашниот претседател на ВМРО ДПМН одеше по Македонија и раскажуваше како државата ќе се кантонизирала заради територијалната поделба. Така беше? Така беше. И ја освои власта на емоциите на народот и територијалната поделба си остана, а тој у Гепек си отиде у Будимпешта. Потоа кажуваа дека со гласањето на францускиот предлог ќе сме станеле бугаризирани и асимилирани и дека ќе сме го изгубиле македонскиот јазик. Ништо од тоа не се случи. И во низата лаги, ова е сега најновата, мислам дека вчера даде изјава и претседателката на работната група за подготвување на уставните измени. Работната група за подготвување на уставните измени, задолжена од страна на владата, има обврска да подготви уставни измени согласно со преговарачката рамка. Владата ќе биде подносител, а таа се однесува на промена на преамбулата и внесување на други делови од народи во преамбулата, во која што веќе има други делови од народи. Тоа е обврска која што е императив и основна работа на работната група, а подоцна и на собраниските тела според процедурата. Така да се работи за шпекулација и за зборување на нешто од немајкаде, затоа зашто кога ќе изгубите ректориката, кога сите факти ќе ве побијат во тоа што сте го кажувале, тогаш не ви останува ништо друго освен да измислувате нови небулози кои што само ќе шират хистерија и страф кај народот, а нема да направат ништо добро за истиот тој народ.